Со промената на власта во Соединетите држави се најавува и промена на имиграцијската политика. Џо Бајден има сосема различни ставови по ова прашање од Доналд Трамп. Забрани за патување, временно суспендирање на визите, рестрикции на барањата за азил и на системите за прифаќање бегалци. Ова се дел од имиграцијските политики на Доналд Трамп. Џо Бајден вети дека ќе ги ревидира. Новоизбраниот председател веројатно ќе издаде извршни наредби со кои ќе ги укине мерките воведени од актуелниот председател, сметаат аналитичарите. All of the things that President Trump did unilaterally, they can do unilaterally as well, or they can undo unilaterally. So, for example, the travel ban, I would expect to be vacated almost immediately. The refugee cap, I think, will be changed immediately. That's something that's clearly in the president's power to do. Напорите на председателот Доналд Трамп да ја укине програмата ДАКА, со која децата донесени нелегално во САД добиваат право на престој, предизвикаа серија протести. Програмата беше воведена во времето на Барак Обама и имаше за цел да спречи депортација на илјадници луѓе кои пристигнале во земјава како деца, во најголем дел од Мексико. Доналд Трамп ја нарече нелегална амнестија, но вети дека ќе им помогне на овие луѓе доколку Конгресот донесе таква одлука. I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly. Но Конгресот не направи ништо, па програмата заврши на суд. Последната одлука е дека таа треба да остане во сила, иако противниците најавуваат дека ќе продолжат со нејзино оспорување. Поддржувачите на имиграцијските политики на Трамп сметаат дека промените кои тој ги воведе биле неопходни. What the Trump administration tried to do is get back to our original intent, congressional intent, when Congress set up many of these programs. And I think that is overall the focus that the administration had in making many of the changes. Програмата за прифаќање бегалци под администрацијата на Доналд Трамп беше намалена на рекордно ниско ниво. Џо Бајден вети дека ќе го зголеми бројот на апликации на 125.000, но аналитичарите велат дека за тоа треба многу работа. In many cases, the agencies responsible for refugee resettlement have been decimated. The people who are working there are now working on other issues, right? Џо Бајден уште во кампањата најави дека доколку победи ќе го запре градењето на зидот на границата со Мексико, проект кој беше едно од главните ветувања на Доналд Трамп и кој по се изгледа ќе остане недовршен. И покрај сите најави, експертите сметаат дека имиграцијата нема да биде на врвот на агендата на Џо Бајден, барем додека не заврши со справувањето со пандемијата и со економските последици кои произлегоа од неа. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.